Скопските општини не ги почитуваат препораките на градската администрација и покрај екстремното загадување дозволуваат на терен се уште да траат градежни активности. Камерата на 1 ТВ регистрираше неколку случаи каде во повеќе општини во Скопје продолжуваат градежни работи на објектите. Ова се коси со одлуката на администрацијата на Шилегов, која реши да ги стопира градежните активности кои се под нивна надлежност, токму поради високото аерозагадување. Во вчерашното гостување во Централниот дневник на 1 ТВ, портпаролот на град Скопје Валјон Салију изрази надеж дека останатите градоначалници ќе тргнат по стапките на градската администрација, но тоа се уште не се случи. Секако дека има соработка меѓу градоначалникот на град Скопје и другите градоначалници. Преку летото имавме неколку акции кај што со самите општини ги чистевме темелно општините. Успеавме да собереме голем куп на смет, што е резултат на нечистењето со години на истите општини. Секако дека во овие денови тоа што е комунална хигиена обично работи за град Скопје и ги чисти булеварите и главните улици кои што се под надлежност на град Скопје, и затоа и апелираме до сите градоначалници да го следат примерот на град Скопје и поинтензивно да работат на тоа што е нивна надлежност. Не само чистењето на улиците, туку и градењето. Но освен градските власти, мерки за загадувањето донесе и владата. Со нив се предвидува сите органи на државната управа, агенциите, фондовите, јавните предпријатија во државна собственост и општините да ја намалат до 50% употребата на службените возила. Се препорачува работодавците да ги ослободат од работа бремените жени, лицата постари од 60 години и лицата со хронична астма, прележан инфаркт или мозочен удар без разлика на возраста, со препорака на матичен лекар.